Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска сум крајно негативно изненаден од една појава во собранието и не можам да се изначудам до кај може да иде поутронизмот политички на вовлекување на политичките сили кои што ги гледам пред мене во собранието, а за кои што имам намера во наредните 10 минути и да елаборирам. Ковачевски вчера кажа една интересна реченица, морам да признаам, тој вели во Македонија се присутни неколку феномени. И наброја 3. И јас ќе набројам уште еден феномен. Тој беше пред една година токму од оваа говорница феноменот ќе бидеме опозиција, ама ќе бидеме опозиција на власта. Практично да влезеш во парламент, критикувајќи ги оние кои што ја сочинуваат власта, и потоа да отидеш во власта за да бидеш опозиција, до сега не е видено никаде во светот. Но и тоа се случи во една влада на апсурдите во Република Македонија. Видовме сега зошто, една година подоцна. И ако тогаш на сите не ни беше јасно, зошто таа партија како јапонски камикази се вивна самоубивајќи си го сопствениот рейтинг, за да си ги погази своите позиции, видовме денеска зошто. Се за пари. Видовме како, кога овие криминалциве кои што досега седеа тука и беседеа, кои што проевропски на почетокот на седницава излегоа и кажаа дека 10.000 амандмани ќе блокираат законот за бранителите, и цитирам за да не го виде во светлото на денот, тие сега, кога требаше да се спасат, го прават секогаш тоа што го прават по еден искусен рецепт. А кој е рецептот? Секогаш кога се доведени до тесно, секогаш кога се соочени со пораз, секогаш кога знаат дека има опасност да заменат во опозиција, тие си ги вадат нивните платени експоненти по другите политички партии. И се случи тоа за кое што ВМРО ДПМН пред една година кажуваше од оваа собраниска говорница. Тоа знаете како се квалификува, почитувани колеги? Со медицински речник, бидејќи разговараме за разрешување на еден почитуван доктор, биполаризам или шизофренија. А ова е само преточено во политика. И затоа го користам тој збор, бидејќи не можам да најдам друг посоодветен збор на тоа што се случува. Слушаме проевропски фронт, слушаме европски навики, а секогаш кога се соочени со таков пораз, ние гледаме политичка гилотина. Дали можете вие, како дел од мнозинството кој што не напаѓавте нас пред една година, да им најдете некаков греф на овие двајца луѓе кои што седат тука, кои што ги разрешувате? Не. Ама зошто ги разрешувате? Затоа што Артан Груби ви кажа така. Затоа што вашиот стопан Али Ахмети ви кажа така. Која е таа европска вредност во делење боксови? Која е таа европска вредност во куршум пред председателот на партијата кој што се одлучил да функционира проопозицијски? Која е таа европска вредност? Вие ли ке кажувате некого тука за европски вредности? Се срамам што ве слушам, иако сум 10 години помлад од вас. Криво ми е што се доведувате во таква подчинета позиција да амнестирате такви белосветски глупости кои што ви ги сервира еден криминалец со патики од 20.000 денари, за жал никаква друга додатна вредност човекова што ја поседува во сопствениот карактер. Што се случува, почитувани граѓани, тука? Имаме политичка расправа. Имаме еден кој што еве изутрина праќал пораки до директорите да земат боледување. Еве ги Вибер комуникациите. Знаете ова за кого не постои? За овие кутри луѓе пред мене кои што мора да го слушаат тоа што тој човек им го каже. Имаме една политичка партија во кој што дел сака да отиде со опозицијата, а оние платениците сакаат да останат во владата, затоа што нели мора да течат исплатите кои што се договорени. И имаме едни воаери. Тоа се воаерите на СДСМ. И замислете, тие настапуваат во две фази. Сега ова што го гледате во собранието, овој срам е претходна фаза. И доаѓаме до главната фаза. Тоа е дека најдобрите пратеници на ДУИ, кои што посучено се залетани во СДСМ, од вечерва на дебатите жестоко ќе ги бранат. Затоа што насоката од Артан Груби е добиена. Зијадин села не смее да падне. Они ќе ќутат, таму нема да има никој, ама затоа тука се храбрите пратеници на СДСМ, кои што нема да дозволат да падне Артан Груби или некој да го критикува Зијадин села. Па за до вчера министрите за кои што на Комисија за европски прашања ни опонираа на нас за закони кои што се предложени, а кои што се катастрофални од Министерството за информатичко општество, денеска со најпогрдни зборови ќе ги
навредуваат. Зошто? Затоа што ќе стигне Вибер пораката дека не смее сега да им се дозволи на ВМРО ДПМН некого да критикуваат. Платената опозиција на криминалците во одела, која што служи исклучиво само да им помогне на оние од десната страна кои што ја владеат оваа држава да не отидат на вас, се нормално подпомогнати од ревностна исплата и од поддршка на луѓето кои што седат тука пред нас. Кажав за експонентите во опозицијата, кажав и за тие кои што се платени. И од тој политички шизофренизам или таа биполарност, знаете што се случува во собранието? Да во еден работен ден вие не знаете дали пратеникот е во опозиција или до власт. Па јавна тајна е во собранието дека вие до 12 часот не можете да влезете во канцеларијата на координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицевски од таквите опозиционери во собранието. Не може да влезете, затоа што доаѓаат, затоа што се нудат и нормално од 12 часот, кога ќе се сменат околностите, ние имаме жестоки критичари на ВМРО ДПМН. Па каде се видело во светот една партија да е виновна за се? Каде се видело? Каде се видело? Во собраниево ние имаме една опозицијска партија и сите други зависно од денот. Менуваме расположение до 12, па до 14, по 14 до 16, тоа е сменско опозицијско работење, предавање на штафета. Во Македонија постои многу сериозно расположение на граѓаните, особено од етникумот кој што ги гласа, на анти-дуи. Почитувани граѓани, не може вие да зборувате за некакво визионерство на големиот лидер, а да ги туркате во собранието на скратена постапка со европско знаменце законите за игри на среќа. Не можете вие да зборувате за филозофија на етноцентризам или тука да ни продавате машни за прв албанец премиер, а во исто време вашите пратеници по скратена постапка да се тепаат во собранието за закон за минерални суровини. Не може вие на чифлија да свирите во собранието пушејки цигари, да се радувате на големиот успех на големиот лидер, а вашите пратеници во собранието да се тепаат за закони за стратешки партнери. Едното со другото не иде. Почитувани министри, кои што ве разрешуваат затоа што кажавте ваш собствен став. Јас сметам, ова е моје лично мислење, дека вие должите одговори на неколку прашања на јавност. Почитуван министер, ја лично сметам дека вие треба да одговорите на следново прашање. Дали сметате, со оглед дека ова го признавам и отворено и еве ќе укажам дека е така, вие од првиот ден баравте обвинителството да излезе со имења и презимења за скандалот со онкологија. Што е честно и треба да се каже. Дали сметате дека тие имења се уште не се излезени од обвинителството, затоа што пишувачот на Вибер пораки Груби Артан е инволвиран во овој скандал? Почитуван министер, оваа јавност заслужува да дознае зошто тој господин ја спречи изградбата на катната гража во клиничкиот центар. Господине министер, оваа јавност заслужува да дознае дали лично Груби Артан и оваа клика од ДУИ ги спречи тие над 1000 вработени во Министерството за здравство, вработени доктори, сестри и така натака да ги земат своите заслужени решенија за кои што со години се влечкаат по клиничкиот центар. Оваа јавност тоа сака да го слушне. Исто така, сметам дека јавноста заслужува да слушне дали министерот за администрација беше уценет да ја повлече својата оставка токму од господинот кој што ги пишува овие Вибер пораки и дека тие закони се донесени под присила. Исто така, оваа јавност заслужува да слушне одговор на сите овие прашања. А за ова кое што се случи во изминатиот период од државата, ќе кажам само едно. Покрај тоа што тоа секогаш сум го мразел, од кога сум се осознал себе си како личност. И не сакам да ликувам на никого. Но ви кажавме. Пред една година тука имавме жестока дискусија во која што се употребува најгнасни навреди кон раководството на ВМРО ДПМН и се користеше една формулација, имам запишано, промашени хипотези. Хипотезите може да се промашат, но реалноста треба да се согледа. А за одлуките, на крајот секој си ги носи согласно последиците кои што ќе ги добие од донесените одлуки. Благодарам. Реплика Бајрам Кадрија.